џами. И ова џами е еден комплекс кој што се состои од самиот молитвен храм, потоа од шадрван или фонтана во која што исламските верници ги мијат своите раци и носе пред да влезат во главниот молитвен простор, и турбе, во овој случај турбето на Мустафа Паша, кое што е шестоаголно. Оваа тура е покрај тоа што треба да се промовира отоманското наследство кое што се наоѓа на територијата на градот Скопје, е и една едукативна димензија за сите оние луѓе кои живеат или работат во Скопје или се на било каков престој, да можат да го запознат оние дел од нашето наследство кон кои доста често имаат, како што веќе еднашка напоменав, или предрасуди или можеби непознавање. Така да мене ми е многу драго што скоро 97% од партиципантите во овие бесплатни тури на отоманското наследство на Скопје практично за прв пат влегуваат во еден храм од исламската вероисповест. Се наоѓаме во двориштето на Мустафа Пашината џами, изградена во 1492 година. Претходно ги посетивме Султан Муратовата џамија, Иса беј џамијата и Исхак беј или Аладжа џамијата, која што се наоѓа залепена до женскиот пазар на Бит пазар. Карактеристика на овие џамии е тоа што тие потекнуваат од самото доаѓање на Отоманската империја на Балканскиот полуостров или конкретно во Скопје, кое што се случило во 1392 година, и едноставно се работи за џами изградени во така наречениот рано цариградски стил, кои што се многу карактеристични по својата физиономија, по својата архитектура и по своето сликарство. Многу од овие споменици ги гледаме, понекогаш и секојдневно, ама ништо не знаеме за нив. Ја во 90% од места кога што бевме прв пат влегувам. Дури во прв пат влегувам, сум поминал 100 пати, ама никад не сум влегувал, нити знам историјата негова. Така да би сум стварно беше као странци во сопствениот град. Прв пат идам на ваква туристичка во Скопје. Премногу сум задоволна што во мојот живот као стара скопјанка прв пат влегувам во џамија. Многу бев стварно изненадена затоа што секогаш брзаме негде, таков не е животот. Јас сум премногу задоволна од целава тура. Треба вакви тури да се организираат почесто поради големото богатство што ги имаме во Македонија, без разлика дали е од муслиманска вероисповест, ислам или христијанство. Колку претходно беше запознаен со овој дел од Скопје, со историјата на овие објекти, со Па искрено ги имав поминато сите тие објекти освен таа садкула. Ама реално поради таа неинформираност на населението и ги нема тие табли туристички што треба да ги има пред сите објекти, ни беа непознати онака го гледаш само како објект, како културно наследство, не знаеш што значи, што има внатре, ништо. Тоа што сме учеле во основна средна факултет, запознаена сум околу историјата, меѓутоа никогаш не сум дошла да ги посетам овие места и тоа е многу жално на некој начин, бидејќи цел живот живееме во Скопје, а не си ги знаеме убавините на нашиот град. И затоа и благодарам многу на Василка што ете ни направи, мислам, ни долови една можност да можеме да видиме се што има овој град, се што нуди. Има две врати, две порти, две капи на две различни страни од светот. Повторно има дебели ѕидови од надворешноста за разлика. Доста често водам групи кои доаѓаат од Турција и можам да кажам дека тие пред се доволно едуцирани за отоманското наследство кое потекнува од нивните владетели, а се наоѓа на територијата на Република Македонија, бидејќи ова наследство не го има само во Скопје, тоа е сконцентрирано во мал дел во стариот дел на Охрид, во Битола и во Штип. Меѓутоа можам да кажам дека доаѓаат со огромни предзнаења кои што исто така покрај каталози и брошури им се дистрибуирани и од нивните тур лидери за време на турата. Странските туристи во последните неколку години со зголемениот обрт на каталози, на брошури и на веб сајтови имаат големи предзнаења пред да дојдат да ја посетат Република Македонија и понекогаш дури би можела да кажам дека се и поинформирани од домашните граѓани што и каде треба да посетат некој споменик и зошто е тој важен. Како проаѓа сонцето, така звезди кружи, така звездите и осветлувањето кружи околу Амамот. Она кое што најмногу ги привлекува странските туристи, барем
во Скопје, тоа е стариот или историскиот дел на Скопје, познат кај мештаните како Старата Скопска чаршија и византиските манастири кои се наоѓаат на 3 различни страни од планината водно. Во последните неколку години разбирливо е дека интересот е зголемен за централното градско подрачје, каде што се наоѓа проектот Скопје 2014-та. Иако од моето лично искуство можам до сега да кажам дека странците најмногу били изненадени од фактот што мајка Тереза е родена во Скопје и вклучително на тоа да се надоврзам дека меморијалниот музеј на мајка Тереза во последните 3 години е најпосетениот музеј во Република Македонија.